Иднина. Подобар живот. Подобрување. Подобар живот. Успешно. Подобри дни. Подобар квалитет на живење, студирање, просперитет на работно место и помалку корупција. Подобро училишно образование. Па, мене лично сакам да ми донесат позелена околина, одржливи политики, стабилен енергетски сектор и се разбира по европско образование. Подобар јавен превоз. Подобро образование и подобар живот. Не. За жал не. Дефинитивно не. Мислам дека не се слуша доволно. Не, баш мислам дека треба повеќе да го вметнуваат. Гласот на младите треба доволно да се слуша и има закони кои што гарантираат дека треба да се слуша, законот за младинско учество, меѓутоа тоа е на ниво на недоследна и незадоволувачка и поразителна имплементација, така што порака да институциите да си ги почитуваат законите кои што тие ги донеле. Реформи, апсолутно, меѓутоа само доколку младите се вклучат. Реформи. 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 Пак комплициран. Ќе беше една многу екстровертна личност која што познава многу луѓе, која што зборува многу јазици, која што не дискриминира, која што ги почитува човековите права и слободи на сите и која што секогаш прави најдобри жртви. Грижлива. Морал. Еднаква за сите. Среќна. Мојата порака до младите е дека треба да се вклучат, дека треба да се интересираат, дека треба да се информираат, дека треба да аплицираат за Еразмус, да прошетаат, да ги запознаат своите врсници од цела Европа и да видат како земјите од Европската унија функционираат, како таму се решаваат проблемите и со свежи знаења да се вратат тука и да ги имплементираат за подобро утре. Да се трудиме да го направиме домот подобар и да имаме подобра иднина тука. Да бидеме стрпливи. Јас мислам дека ако имаат шанса да се селат во нека друга држава, јас би ја земал таа шанса, но би гледал да државата е члека на Европската унија. Трудете се повеќе, работете повеќе.